Здраво, другарчиња! Јас сум учителката Цоца. Доаѓам од детската градинка Рахилка Гонева од Свети Николе. Еве денеска ќе се дружиме повторно и ќе ги изучуваме деновите во неделата. Значи, секоја седмица или секоја недела има 7 дена. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. Значи, 7 дена не сочинуваат седмицата. Меѓутоа, јас прво ќе ви раскажам една приказна за еден Медо, што имал чорапи за секој ден во неделата, а потоа пак ќе ги повториме деновите во неделата. Во шумата се сретнале лисицата и волчко и почнале да разговараат. Добар ден, волчко! Како си? Што си се згрчил толку? Добар ден, лиске! Добар сум, но многу ми студи, па затоа сум згрчен. Зар твојот дебел кожув не те грее? Еве, мене многу ми е топло со мојата бунда. Малку ми студи на нозете. Токму така. И мене ми студи на нозете. Затоа дојдов овде кај пештерата на Медо. Секој ден го гледам како шета низ шумата. На нозете носи прекрасни чорапи. Носи чорапи? Какви се по боја? Јас, лиске, не се разбирам по бои. Еј, вие, што правите овде кај мојата пештера? Ги видел Медо, лиската и волчко. Драги Медо, дојдовме да те прашаме од каде ти се чорапите? Еве, доаѓа зима и нас многу ни студи на нозете. Моите чорапи ми ги сплете кокошката плетачка. Знаете, и мене нозите секогаш ми беа студени. Морав да ги тријам со шепите и да ги затоплувам. Но штом ќе престанев со триењето, нозете повторно се ледеа. А јас имам толку многу работа, па не можам само да седам и да ги тријам нозете. Затоа отидов кај кокошката плетачка. Ја замолив и таа ми сплете 7 пара чорапи. А зошто твоите чорапи имаат различни бои? Кокошката плетачка ми сплете 7 пара чорапи во 7 различни бои. Сините чорапи се за понеделник. Жолтите за вторник. Зелените за среда. Розевите за четврток. Портокаловите за петок. Црвените за сабота, а белите за недела. Иако сум стар, во недела сакам да бидам свечено облечен. Знаеш, Медо, за мене е доволно да имам само еден пар чорапи. Секој треба да има повеќе пара чорапи. Чорапите лесно се валкаат, па треба да ги менуваме секој ден. Медо, а дали ќе сака кокошката плетачка да ни сплете чорапи и на нас? Не знам. Појдете во селото. Таа живее во крајната куќа. Што ќе се случи, дојдете да ми раскажете. Сега до гледање. Јас имам работа. До гледање, Медо. Така, дечиња,
Ова беше приказната за Медо и неговите чорапи. Значи, тој си имал чорапи за секој ден во неделата со различна боја. Ајде да видиме што мислите вие. Зошто деновите од неделата ги добиле така своите имиња? Еве, понеделник. Затоа што доаѓа понедела. Вторник. Затоа што е втор ден во неделата. Среда. Затоа што е во средината од работните денови. Четврток. Затоа што е четврти по ред. Петок. Затоа што е пети ден по ред во неделата. Сабота. Нема работа. Сите се дома. И недела е последен ден од седмицата. Се подготвуваме за во градинка, затоа што утре ни е понеделник. Значи, деновите во седмицата се понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. Имате за задача, драги другарчиња, да ги научите деновите во седмицата. Еве ќе ги повторам уште еднаш. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. Значи, имате за задача, една задача вие да ги научите деновите во седмицата. Ако денеска сме вторник, кој ден беше вчера, а кој ден ќе биде утре? Значи, ако денеска сме вторник, вчера било понеделник, утре ќе биде среда. Ако денеска сме сабота, вчера било петок, а утре ќе биде недела. Или пак, ако денеска сме понеделник, кој ден беше вчера? Така, вчера беше недела. А кој ден ќе биде утре? Така, утре ќе биде вторник. Значи, уште една задача, вие да ги вежбате, заедно со некој од повозрасните. Ако денеска е вторник, кој ден беше вчера или кој ден ќе биде утре? Ако денеска е четврток, кој ден беше вчера? Среда, бравос. А кој ден ќе биде утре? Петок. Тоа ви е уште една задача, значи да вежбате за да убаво ги научите деновите во неделата. И на крајот, уште една задача, да земете бел лист хартија и фломастери или боички, дрвени боички или фломастери. Да ги нацртате кукичките заедно со балоните, така што синиот балон е понеделник, зелениот балон е вторник, жолтиот балон е среда, розивиот балон е четврток, портокаловиот балон е петок,
црвениот балон е сабота и лилјаковиот балон е недела. Исто така, заедно со помош на некој повозрасен, треба да ги избоите куќичките какви што се боите на чорапите на Медо. Значи, во приказната, Медо за секој ден има чорапи со различна боја. Вие ќе треба да ги избоите куќичките какви што се чорапите на Медо. Така, другарчиња, се надевам дека и оваа активност ви беше интересна, дека ќе се потрудите да ги научите деновите во неделата, да ги завршите задачите и довидување, драги мои, до следното видување.